Зимата е идеален период за подготовка на почвата за лозови и овошни насади, но и обработката на постоечките. Според агрономите, иако сега е мртва сезона, сепак почвата треба добро да се обработува. Кога се направи во почвата, обично почва еден трап, да види колку садници имаш, половина метар, 5 метра, 10 метра, да види колку има садници. Ке се ископа на 50 сантиметри длабочина, ке се стави на дното песок, некоја количина и мил, ако има не е лошо. Ке се наредат садниците, не е битно расстојанието, може да бидат една до една, може малку и по-раздалеко, зависи колку ги има. Ке се затрупаат со ровка земја, ке се накмече земјата, таа доле ке мора околу коренчињата секаде да има почва. Секој коренче да стои во почва, мора, тоа е закон. И после тоа ке се затрупаат убаво садниците догоре до врвот и така ке стоат, може да стоат и повеќе месеци. Квалитетот и плодноста на почвата е важен сегмент за сите одгледувачи на лозовите насади, особено за оние кои ги засадиле пред година-две. Садници ќе пуштат едни маленки коренчиња, 5-10 см под површината, тоа се така наречени брондуси. Тие коренчиња или народот ги вика и другачи ги вика росособирачи. Што значи тоа? Сета влага што ќе падне, минимална каква да е од небо горе, кога ќе падне почвата, таа нема влага да нема ни да дојде до коренчињата кај што треба да дојде. Тоа треба да се ископа стеблото од страна почвата со ножичка, со нож да се исечат тие коренчиња и со тоа сме завршиле работа. Идеално време за отпочнување на садење на лозови и овошни насади е крајот на месец март, тврди агрономот Иванов.